Со мир победете го бесот, со добро победете го лошото, а лагите со зборот на вистината. Храброста не значи немање страв, тоа е триумф над стравот. Храбар човек не е оној кој не чувствува страв, туку оној кој го победува, рече еднаш поборникот за човекови права големиот Нелсон Мандела. Иако патот кон НАТО е трасиран, пред нас се надвиснаа нови стравови преку потенцијални терористички закани. Зошто земјава станува мета на глобалното зло и дали известниот влез во НАТО ги вознемири мрачните сили. Граѓаните со право се вознемирени. Институциите излегоа со малку информации, а прашања има многу. На дел од нив ќе се обидеме да одговориме во вечерашната емисија на 24 отворено. Велам добро вечер за поранешниот разузнавач Слободан Богоевски. Добро вечер. За Богданчо Гогов од Факултетот за безбедност, добра вечер. И за вас, за експертот за безбедностни и воени прашања, господинот Благоја Марковски. Добро вечер. И за господинот Самет Шабани од невладината Хоризонт Цивитас. Добра вечер и за вас во студиото на 24 отворено. Во делот од нашата публика имаме студенти од Факултетот за безбедност, кои исто така во текот на емисијата ќе поставуваат своји прашања. Господине Богоевски, изминатиот викенд особено јавноста беше на некој начин, благо да речам, вознемирена од онаа најава што дојде прво преку Министерството за внатрешни работи, а потоа и преку Американската амбасада во Скопје за можни терористички акции во Македонија. Некои тие ги сватија како недоволно опасна закана, но кога почнаа да се поставуваат прашањата зошто одеднаш од МВР, зошто одеднаш и од Американската амбасада во Скопје, работите се издигнаа на малку повисоко ниво. Што значат овој тип на соопштенија кога ќе стигнат од вакви институции? Добро вечер и благодарам на поканата. Ние полека ќе почнеме да се навикнуваме на еден нов амбиент. Самиот почеток на приемот во НАТО со себе ќе донесе и нови аспекти на нашето живење. Значи, покрај бенефитите кои ќе ги чувствуваме и одредени компоненти на така наречената специјална, сега ја викаат хибридна војна. И не треба да се вознемирува јавноста на таквото соопштение, бидејќи ако го исчитавте внимателно, тоа е соопштение од најнизок степен, предупредувачко соопштение, значи нема некои зголемени мерки на безбедност, нити на амбасадите, нити на личностите кои тука престојуваат и вршат функции. И тоа е една ситуација која не треба да предизвика ни страв, ни загрозеност кај нашите граѓани. Тоа е една од целите со кои се на ново настанатата ситуација. И ова звучи малку вознемирувачки дури. Не, сакам да кажам друго. Не дека треба само да се навикнеме, дека на вакви соопштенија ќе треба да се навикнуваме почесто во иднина, бидејќи стануваме дел од еден војно-политички сојуз и ќе ги споделуваме и бенефитите, но и ваквите ситуации. Вие видовте дека ние се уште немаме конкретна информација официјална од Министерството за внатрешни работи или обвинителството за поведени постапки за конкретни лица, него само една најава. Вакви јавноста ќе се навикнува дека ќе ги има и почесто во иднина, затоа што во тој глобален свет ќе ги споделуваме и ваквите информации кои порано не ни беа до тој степен достапни. Гогов, дали ова се поклопи со практично со потпишувањето на протоколот за влез на Македонија во НАТО, но дали е поврзано едно со друго? Ако анализираме. Контекстот е интересен на ова соопштение, затоа што ние влеговме или сме на почеток на председателска изборна кампања. Процесот на ратификување на протоколот за прием во НАТО е денеска ми се чини Бугарија требаше да го ратификува. И ова е по мене еден период кога во Македонија треба конечно да се намали стравот од можни некакви си безбедносни закани од потежок тип. Инаку безбедносните закани во Македонија се јасни, тие се законски дадени во одредени закони на службите и се знаат кои се. Тероризмот е секогаш сериозна закана.
Значи, најмали индици за тероризам е сериозно, затоа што се работи, нели, за човечки животи и така натаму, за нарушување на секојдневниот живот, на економскиот живот и така натаму. Меѓутоа, јас сакам да истакнам еден момент. Ние со Преспанскиот договор, според моје разбирање на историските консеквенции, затворивме прашања или при крај сме да затвориме прашање од Втората Балканска војна. Не сакам да се вратам назад во историјата, меѓутоа Втората Балканска војна беше поделба на Македонија, на турската провинција Македонија. И сега со Преспанскиот договор и со ратификувањето на пристапниот договор во Собранието во Бугарија и во Грција, Албанија веќе го потпиша, ние првпат имаме 3 соседи кои прифатија да бидеме сојузници на безбедносен план. 2 од нив кои ја делеле оваа територија доведувале во прашање. Остана само Србија надвор од овој контекст. Така да ние сега се наоѓаме во едно безбедносно заокружување. И па сега, бидејќи се баваме со односи со јавност, ова може да биде и позитивно сватено, до јавноста да се прати порака дека терористичките закани сега нема да ги доживуваме сами, него имаме сојузници, затоа што видите го соопштението на МВР почно е со пријателска земја. Значи ние сега имаме и официјално пријателски земји 29 пријателски земји. И сега во таа размена, значи бенефитите од НАТО да ги видиме, дека имаме сега 29 земји кои, нели како е по оној член 5 таму, дека безбедноста на земјите во НАТО е заедничка, деме како една биде нападната, другите ќе помагаат така, а тука сте оние сите информации, размена безбедносни информации и така натаму. Сега веќе со пристапниот договор, иако ние седиме таму, ама седиме во НАТО. Не само како делегација во Брисел, него нашата министерка за одбрана седеше, нели, заедно со другите министри. И може би се сака од власта актуелна да се покаже дека тоа почнало да функционира. Дека ние сега добиваме посензитивни информации од земјите членки на НАТО и поособено во детските. Но овие дозирани информации што ги доби јавноста оставија простор за сомневање. Дали е акцијата успешна, дали имало план за напад и дали на крајот сето тоа не е толку наивно. Вака, ја погледнав што следи во соопштенијата на МВР наредните денови. Имаме успешна акција за кријумчарење мигранти со голема група уапсена и имаме реализација исто така успешна по моје мислење за трговија, недозволена трговија со оружје, исто така група поголема, која е многу интересно, кој што е дадено во соопштението, освен што имале автоматско оружје и некои пушки, тоа што користеле светлосни орудија и сами во работилница своја ги преработувале во огнено оружје, што е добро за тероризам. Но немаме приведени, немаме уапсени. Не, во овие акции за мигранти и за оружје имаме приведени. Дали сега овие едно по друго настани соопштението за, нели, можен терористички напад, па еви оружје некој што изработува. Вие велите дека тие две соопштенија се условно поврзани. По мене некако се поврзани во таа цела акција и претреси и така натаму. Добро, благодарам. Да, ќе се навратиме господин Марковски од стручен безбедносен аспект. Дали таа акција беше добро спроведена, односно бидејќи ние не ги добивме потребните информации и тоа остана да лебди во јавноста. Јавноста поради тоа беше и остана, да речеме, вознемирена. Ајде вака да тргнеме од соопштението на Американската амбасада. Тоа соопштение пред се беше наменето за граѓаните на Соединените Американски држави и тоа има предупредувачки карактер. И јас тоа соопштение го доведувам во контекст на тежнението или намерата на Соединените Американски држави да се повлечат од кризните жаришта на Блискиот Исток. Ако се има во предвид дека Балканот беше една територија од каде што имавме регрутирано и учесници во борбените дејства во така наречената исламска држава, еден поприличен голем број, дека еве само конкретно од Република Македонија негде повеќе од 156 лица беа учесници во овие воени дејства. Од нив 83 веќе се вратени и се наоѓаат во Република Македонија, за жал 35
наши граѓани погинаа на овие боишта. Значи, контекстот сега можеме да го анализираме или соочиме со овие податоци, дека сепак без оглед на степенот на безбедноста во Република Македонија, за кој сакам да кажам дека е релативно стабилен, постојат одредени ризици или предизвици од аспект на тоа што имало учесници во овие борбени дејства, се вратиле дел од нив, тие се враќаат со идеологијата со која заминале, а тоа е идеологијата на исламската држава, и тие ако не на целата територија на Република Македонија, на своите микролокацијски простори каде што живеат и каде што се вратиле, можат да спроведуваат одредени дејности на база на таа исламска идеологија. Од тој аспект, значи, има оправдување за таквото соопштение на Соединетите Американски држави и има оправдување за мерките и активностите кои нашето Министерство за внатрешни работи ги преземаше во смисла на превенција да не дојде до организација, бидејќи овде немавме се уште организирано било какви активности за преземање на било какви терористички дејности. Да имавме, ќе беше сигурно соопштено. Значи, сметате дека заканите се пред се од внатрешен карактер, во смисла на тоа дека овие повратници од ИСИС се пред се тамо лежи опасноста, ако можем да ве сватам. Значи, не треба да се гледа безбедноста само во рамките на границите на една држава. Не се случуваше оваа состојба со учесници на граѓани само од Република Македонија во исламска држава, тоа го имаше и од Косово, и од Албанија, и од Босна и Херцеговина, од Србија. Значи, тоа треба да се гледа како на регионален контекст, не само на внатрешен. И од тој аспект, значи, постојат тие предизвици, постојат можности за дестабилизација на состојбите. Да не заборавиме дека пред некоја година имаше од овие повратници обид да се направи балканска исламска држава, односно да се дејствува на позициите на идеологијата на балканска држава, на исламска држава на балканскиот простор, посебно во Западен Балкан. Благодарам за сега. Да, Шабани, вие меѓу другото работите на со овие луѓе повратници на нивна ресоциализација во општеството, иако дел од нив се во затвор, во македонските затвори, бидејќи е кривично дело учеството на македонски граѓани во други војни или воени сојузи. Предпоставувам дека во контактите со нив, со нивните семејства, можете да знаете малку повеќе за таа идеологија и можеби и за опасноста што се надвиснува. Или како да таа да се надмине, односно да ја доведеме до најмали рамки можни. Да, добро, сепак најпрвен би сакал да истакнам длабоко сочувство со починатите лица од трагичниот случај од претходната недела. Сепак беше исто така многу убаво чувство да се види таа солидарност што успеавме да ја вградиме барем на тој случај. Нели видовме неколку граѓани што ги понудија нивните приватни куќи за престој или пак донирање на крв. И се надевам дека секогаш се прашуваме мора ли да ни се случи некоја несреќа за да се сплотат народите што живеат тука. Да, сепак се надевам секогаш да имаме бенефит овој потенцијал на солидарност, да го имаме ова секогаш и да знаеме да ги претвориме вака на добри прилики за вградење на уште подобро и пофункционално општество. Пред се би сакал најпрвен јас да се надоврзам малку и на актуелната декларација, која што според неколку експерти од регионот, исто така и овде од Македонија, малку звучеше и изгледа како многу чудна декларација. Зборуваме за таа од Американската амбасада или од Министерството за внатрешни? Токму така, и на двете. Имајќи предвид дека кога се спроведува сличните акции и во поранешните години, зборувам во 2015, во 2016, така наречени како Келија 1 и Келија 2, знаеме колку имаше голема медиумска сензибилност и дури споделување на тие акции, нели, од што
што се спроведува во терен. Сите беа многу детално споделени со јавноста. Сите тие медиумски, имаше медиумски Да, беше тоа медиумски експонирано, бидејќи практично Министерството за внатрешни работи медиумски го експонираше настанот. Токму така, но овој пат имаме еден случај кога кај што на многу чудесен начин се што се јавноста беше многу малку информирана околу деталите на самата таа операција или пак на таков можен безбедносен предизвик, безбедносна закана, бидејќи овој пат станува збор на многу посериозни докази. Зборувам според декларацијата дека овој пат биле најдени некои оружја, биле најдени некои бомби, имаше толку голема, значи парадоксот е во тоа дека порано имаше такви споделени видеа од тие акции со книги, со пари, со такви вид технолошки средства како докази, а овој пат кога уствари станува збор за нешто многу посериозно, нема никакви подетални информации ни за јавноста, ниту пак се конкретизирани работите околу оваа деност. Исто така и од наблюдувањата, да зборувам и од општеството или пак од околината, кај што се очекува ваквите типови на акции, видовме многу, имаше многу смирена ситуација во терен, не знам каде поточно имаше таков вид на такви операции, кај што 20, според изјавата 20 граѓани беа приземани на испитување. Имаше неколку неформални извори дека лицата беа само земани на испитување за некои 30 минути и опуштени, и со таа рамка се објави една чудесна декларација дека има голема безбедносна опасност во државата. Исто така гледате еден апсурд во тоа соопштение практично. Да. Впрочем и денеска изјавата на обвинителството дека нема ниедно приведено лице од таа акција докажува дека уствари не сме имали толку голема безбедносна опасност колку што беше тоа објавено. Од друга страна, добро, мислам дека прилично би се очекувало таков вид на декларација од амбасадата на Соединетите Американски држави, имајќи предвид дека моментално имаат малку администрацијата на Трамп е таа што се знае со нивните ригорозни пристапи. Да, тие се секогаш предпазливи и на најмала опасност од некаква закана, испраќаат соопштенија во насока на заштита пред се на нивните граѓани во земјата каде што тоа се случува. Да, исто така и беше многу интересно и фактот дека најпрвин имаше декларација од страна на МВР, нели од Сабајлето на тој ден. Имаше декларација од МВР, тоа не доби толку голема медиумска сензибилност, се додека Американската амбасада одјави некој вид на декларација. И тука малку е, значи, добро е да се направи некоја анализа. Дека вие сметате дека нема таков тип на закана што може да биде вознемирувачка од она што успеавте да го видите од соопштенијата и од акциите. Значи, имајќи ги предвид, поранешните практики, ова сега малку е една парадоксална, чудесна ситуација во однос на повелете Марковски, па ќе се вклучиме пак. Мислам дека треба да ги раздвоиме овие неколку работи. Соопштението и овие две акции и на Министерството за одбрана и на Американската амбасада не се повод за реализација на овие активности. Овие две акции, по моје длабоко уверување, се резултат или плод на оперативната работа на Министерството за внатрешни работи, кои веројатно би се случиле и да го немаше тоа соопштение. И од тука сметам дека поврзувањето на соопштението со реализацијата на овие акции не е правиот начин да осознаеме дека навистина, а апсолутно сум согласен со вас, дека нема сериозна опасност во моментов по безбедноста на Република Македонија и дека според сето она што го преземаат структурите пред се на Министерството за внатрешни работи и разузнавачките органи, сметам дека безбедносната состојба во Република Македонија во моментов не е загрозена, дека ако нешто можело да има обид за организација,
Тоа е пресечено и од тој аспект Министерството, иако жалам што не излезе со повеќе информации, макар нас кои се бавиме со оваа проблематика да не става во ситуација да предпоставуваме, сметам дека сепак тоа што не излезе со дополнителни информации зборува дека нема некои сериозни закани по безбедноста во Република Македонија. Знаете како, во Македонија изминатиот период, повеќе годишен, се случија настани кои што на некој начин ја урнаа довербата во безбедносниот систем. Го имаме случајот Монструм, го имаме случајот со Кумановско диво населје, па дури ако сакате го имаме и бегството на Никола Груевски и го имаме и 27 април како случувања кои што покажуваат дека комплетно разузнавачките служби или потврлиле или учествувале во делот настани кои што однеле и човечки животи, што е навистина страшно. Сега во една таква ситуација реално се отвараат овие прашања. Абсолютно. Имаме ли ние разузнавачки служби на кои што можеме да им веруваме? Богоевски. Ово е вистинското прашање. Да. Се согласувам со ова што кажа дека во моментов не постојат безбедносни ризици од таков степен за да се создаде такво чувство на несигурност поврзано со конкретниве соопштенија од амбасадата. Наш поголем проблем се внатрешните проблеми и функционирањето на разузнавачка безбедносната заедница пред се, а и во целина системот на безбедност и неговата координација. Овие настани што ја споменавте, што се случува во минатото, гледате дека еден дел од нив ден денеска се уште немат епилог во смисла на судските постапки, за да знаеме точно кој бил организаторот. Ево и во случајот кој се води за настаните од април во собранието, не можете да ги видите таму кои се нарачатели и организатори. Ги имате извршителите. И пак ќе остане да виси прашањето зошто ни се случи тоа. А ни се случи затоа што целото општество и целата држава, во смисла како организација, полека во изминатите 30 години се партизираше и депрофесионализираше со тоа. И тоа е нашиот најголем проблем и најголем безбедносен ризик во моментов. Не се ваквите најави или закани. Нефункционирањето на институциите е нашиот најголем проблем со кој ќе мора, сакале или не ќеле, со почетокот на приемот во НАТО сега да се зафатиме. Веројатно сте во тек е и реформата на разузнавачко безбедносната заедница, не само заради препораките од Европската Унија, едно од двете топ приоритети се судството и разузнавачко безбедносниот систем, туку заради наши внатрешни потреби. Да, но кој може да гарантира дека некоја келија терористичка или како и да ја наречеме, нема да се инфилтрира во одредена населба каде што ќе има помош од некое локално население и може да биде таму вкопана како што се случи Кумановско дива населба например. Да, па Гогов? Ако може да довршам само реченицата во таа насока. Нас инциденти може да ни се случат. Ни се случи и диво населје. Но ако забирите подлабоко со диво населје, ќе видите блиски врски помеѓу припадници на нашите служби со припадници на терористичката група. Да, но никој не одговара за тоа. И никој не одговара. Па тука е проблемот. Тоа е нашиот клучен проблем во општеството. Нефункционалност на институциите, непрофесионалност и вакви инциденти, ви тврдам од искуството со кое сум се стекнал во моето работење, никој пат не се случуваат без прега со одделни припадници на службите во дотичната земја. Ние не сме некој таргет на меѓународни терористички организации. Дури не сме таргет на регионални од соседните земји во моментов, без разлика на тој инцидент на диво населје. Така да повеќе тоа се креирани ситуации од внатрешни причини, да предизвикат одредени ефекти и постигнат одредени политички и други цели. Внатрешни. И тоа е оно што треба, на кој треба да се работи и тоа може да се сработи. Добро. Значи не треба да се сее страф. Ја ќе го продолжам ова што господинот Богоевски зборуваше. Се најавуваше истрага нова
со помош на странски експерти за дивљо населје, помина 2 години од кога тоа се ветуваше, ништо не се случи. Инаку тоа е ден кога во Македонија 18 луѓе изгубија живот. Тоа е исто еден трагичен ден за Македонија. Без разлика што беа припадници дел, другите беа од таа така наречена терористичка група, меѓутоа тоа не се рачисти. Тоа е проблем во државата. Некои го користат терминот заробена држава, што е нарација некоја, и ја не ја разбирам, меѓутоа разбирам што кажува криминологијата современа, кажува дека тоа е државен криминал. Тоа што го реши господинот Богоевски. Се работи за државен криминал кој е на високо ниво во Македонија во последните 30 години. Од 91. Почна, доби замав 95-та со атентатот на со успешниот атентат на председател Бигоров. Тој остана жив, меѓутоа политички маргинален, затоа беше успешен тој атентат. Тој не беше да го убиеш човекот, идејата е да го елиминираш кога е на поединец насочено, значи тој беше политички елиминиран. И тоа не го рачистивме и се редеа многу настани после тоа што не ги рачистивме во државата. Ако земеме, сега малку се подсетивме со колегата Богоевски да речеме, па не се ни паравојската не се реши од 92 година до крај. Во судската постапка. Во судската постапка. Така да ги оставивме, па Сопот имавме, па некои се такви настани. Тоа се покажува дека има државен криминал на високо ниво. Што значи тоа државен криминал на високо ниво? Кога институцијата не работи согласно законските уставните одредби, генерално, него работи нешто сосема друго и не секам да бидам толку приземно сватен, меѓутоа останува многу јасно и тоа е правата проценка ВМРО-МВР на поранешната министерка. Тоа е кога има државен криминал, кога институциите се користат за лични и групни интереси и така функционираат со децении. Како ќе се оправиме, од тоа не знам, тоа е макотрпна работа и тешка, можеби зачленувањето во НАТО ќе бара некакво прилагодување. И видите, ја сум од тие што не веруваат во политичка волја. Затоа што тоа што го имам читано и тоа што го имаме во праксата видено, никој не се откажал од своите привилегии или бенефити или профити економски доброволно. Него под притисок. Во крајна линија, еве, ние сега го сменивме уставот и повторно можеби се зборува, деновиве повторно ради председателските избори се зборува дека можеби ќе одиме на ново менување на уставот. Бја колку што сум учела тука и еве колегите го учеле тоа, иначе Наполеоновиот законот за кривична постапка и кривичниот законник од 908-910 не се менувани со мали измени се и ден денеска. Тие се. Законите, како викам, нели треба сега да кажете дека законите во државите со демократски традиции. За која што велите дека отсуствува. Не постои. Каде сте виделе вие овие 30 години во Македонија политичка волја? Добро, но сега имаме влез во НАТО и почеток на преговори со ЕУ. Нема ли тоа што би рекол Заев кам Шикар? Не, ама тој беше определба на оваа држава уште од 92-93 година, од самостојувањето. Сега да кажа, политичките елити неќе да се откажат од ваквиот начин на функционирање, бидејќи така полесно владеат? Да. Па тоа е страшно. Како живееме ние? Па ја сега вака. Пензискиот фонд да го земеме е нешто што е помеко. 19 милиона нема. Пензискиот фонд да го земе 89-та во каква кондиција бил. 89-та да ни е репер. И тогаш се надополнуваше дел од државниот буџет на Социјалистичка република Македонија во тој буџет. А сега колкав е делот од буџетот што се внесува во тој? Кај отидоа тие пари? Кој одговараше за тие пари? Пензискиот фонд да се доведе во едни ситуации до немање на исплата на пензии, па моравме во една, ми се чини, како се викат оние кредити од 500 милиона евра за да го пополниме фондот за да може да течат пензиите. Добро, но политичката неодговорност во пензискиот фонд може да доведе до ситуација да остане некој без парите своји што ги заработувал. А политичката неодговорност во безбедносните служби може да доведе до губење на животи. Да.
Па доведе 10 припадници на полицијата загинаа со наредба за претрес за дрога, а не за терористичка група. И тоа никој не го рачистuje. Затоа што колегите и дел се и студенти воредни, дел се и што ги познава вака кажаа дека тие што беа првите што влегува во дивле населје имале наредба од суд за извршување на претрес на тие локации за да бараат дрога. И првиот полициски службеник од Золја загинат. Као што тропал на вратата, со Золја го дочекале. Па не може со манипулација ти да ги праќаш, не се глинени гулави полициските службеници. Во крајна линија и другите, па потоа да имаме дивле населје да делува као воена зона со разрушени куќи и така натаму. А месец дена пред тоа локалното население да се предупреди од самата терористичка група да го напушти соседните куќи. И тие беа празни. Па тие можеле фортификацијски тоа господинот подобро го знае да се спремат. Ние имаме од снайпериста изгубен. Каква е таа успешна акција? Како што прогласи тогашниот министар за внатрешни работи. Успешна акција со 10 полициски службени загинати, од кој со снайпер. Ти да одиш во акција да не ги клучните точки да го обезбедиш со снайперски гнезда, тоа е абецеда во полициската работа. Кога одиш на таква работа, во таква акција. Значи тие не се пропусти. Тоа или незнаење, нема таму такво нешто. Тоа го знаат нашите единици за специјални единици во полицијата. Тие се добро обучени. Има квалитетни луѓе, меѓутоа кои ќе добијат погрешно рад, кои се погрешно водени, тогаш се во функција на некакви политички цели, без да сакаат и ги даваат своите животи. И сега нема на тоа истрага. И сега, ако сме имали терористичка група внатре во територијата на државата, која користела полициско оружје, според сериозни укажувања дека тие биле од претходно украдени од полициската станица или гранични и така натаму. И целото тоа останува. Па видете обвинетите што се во тој случај за дивле населје, кого бараат за сведоци, а судот не им го прифаќа да дојдат. Видите кого бараат за сведоци. И сега ние тоа ќе го ставиме по тепек, ко многу случаи што ги ставиме. Се слагам со господин Богоевски затоа што ние имаме можен тероризам внатре во државата. Затоа што кога ќе имаш државен криминал, тогаш институциите го прават тероризмот. Имавме 3 напади на владата. Така беше соопштено. На зградата на владата. Во периодот на претходната влада. Ништо не чувме во тоа. Тоа гипс картонот на фасадата на Шарлота што пукна, не разбрахме што пукна. Дали беше напад од Кале, ваму таму, меѓутоа тоа не вознемируваше тогаш. Ама ако ги видите контекстот и тогаш кога беше, имаше некои ситуации кога требаше да се одмеше вниманието на јавноста од некои актуелни случувања. Добро, Чобани повелет? Да, би сакал да се надоврзам со тоа што го спомна и професорот околу политичката волја и токму еве на некој начин на тоа дефокусирање на јавноста баш кога треба да се зборува за поконкретни работи. Ако одиме малку наназад, знаеме во 2019 кога во господјата во челото на Министерството за внатрешни работи во тоа време излезе во јавност со декларации без да објави никакви докази околу случајот Монструм и тоа одма го надоврзи со радикален ислам и така натаму, но сепак знаеме денеска што се случи со тој предмет, дека сега е на реквалификација и дека уствари тие осудените излегува како уствари невини во целата ситуација. Потоа и во 2015 и во 2016 кога се спроведува истите акции од тој прв карактер, да кажам, во врска со феноменот или појавата на учество во ИСИС или во странските боишта во Сирија и во Ирак. И тогаш знаеме дека бевме на зенитот на политичката криза овде во Македонија и знаеме како тогашната владеачка структура се обидуваше да ја многу коректно да ја дефокусира јавноста со таков вид на операција и прочем и денеска еве кога веќе сме во
во тоа кога имаше еден критички пристап кон актуелната власт за непотизам и за разновидни корупции во било тоа во пензискиот фонд или во други институции, сега пак се дофокусираме со некои такви, пак би кажал, чудесни декларации. Тоа што сакам да го кажам е дека оваа сензибилна тема, која што треба малку многу по-професионално да се одработи од страна на сите институции, не само од безбедносен аспект, не само од безбедносните институции, туку од било тоа од целото општество, било тоа од страна на медиумите, било тоа од политичката влада, било која и да биде. Значи, сакам да кажам дека ваквите видови на појави или ваквите видови на акции или ваквите видови на безбедносни некој вид закани не треба никогаш да бидат до вака злоупотребени од политичките актори, како што кажав, без оглед на тоа кој е на власт уствари. Значи, не треба да се придобива од тоа да се дефокусира јавноста за да се зборува за конкретни работи. Со така сериозни теми. И за да се работи уствари за да се зборува за конкретни работи. Според, сметам дека една од најважните приоритети кои што би требало ние да ги зборуваме денеска е огромното заминување на младите од Македонија. Колку оваа тема се обработува, било тоа на институционално ниво, било тоа на медиумско ниво или на некој друго ниво. Значи, имаме многу поконкретни работи што треба да се зборуваат во јавноста, а не вака да се злоупотребува на ваков начин таа јавност. Одењето на младите од државата е безбедносно прашање. Екзистенционално и безбедносно прашање и опстанокот на државата зависи од тоа ако продолжи ова темпо според податоците што ги имаме дека 300 до 500 илјади ја напуштиле во последните 15 години, ако продолжи тоа темпо ќе останеме ние наша генерација, пошто немаме кај да одиме. И тогаш безбедноста на државата ќе стане небитна. Да ве вратам малку на актуелниот миг, Шабани, сакам вас да ве прашам во однос на проектот што се работи за ресоциализација на луѓето што се повратници од исламска држава, од воените действија тамо. Колку работи државата, колку работат невладините организации и какви се резултатите и ефектите од тоа? Да. Бидејќи спомна господинот Марковски, стануваше збор за бројка од над 150 луѓе кои што биле на тие боишта, 30 се загинале таму, другите дел од нив се вратени, некои одлежаа и затвор или се уште го одлежуваат. И дури некои веќе се ослободени. Веќе се ослободени и се на слобода. Да. Тие сега излезени од македонските затвори, не верувам дека таму во затворот некаков тип на ресоциализација посебен е правен за тие луѓе, бидејќи тие се под една посебна психолошка бариера. Да, вака генерално има и такви, знаеме и на психолошки аспект дека лицата, било кој лице кој што учествува на некоја војна, се соочува со тоа што се вика пост-травматик стрес дизордер. Така да се согласувам со тоа дека треба да се работи час поскоро со таков вид на мерки за лица кои што веќе се вратени во земјата. Што се однесува до реинтеграцијата, сегашната влада усвои две национални стратегии. Едната националната стратегија за спречување на насилниот екстремизам и другата беше националната стратегија за борба против тероризам. Одвоењето на овој феномен на две посебни национални стратегии докажува барем дека има некој вид на политичка волја малку да се гледат работите под другше само од тоа што се гледаше до сега, само со безбедносниот аспект. Значи, усвојувањето на стратегија за спречување докажува дека
И исто така и вклучување на многу чинители на оваа национална стратегија докажува дека има една барем некој вид на политичка волја да има малку колку тоа успева, мислам малку човечки да има некои почовечки да влезе во попрактичен муавет. Во таа национална стратегија е предвидена има предвиден акционен план за реинтеграција на лицата кои што учествува во странските боишта, се вратија, лежа затворска казна и сега ПТМВ во ова кратко време веќе почна и да се ослободуваат. Значи, акционот план предвидува реинтеграција и ресоциализација на тие осудувани лица и исто така и нивните семејства. А тоа што конкретно ние се потрудиме сега како граѓанска организација е да вградиме, да го вградиме тој мост помеѓу овие семејства и членовите на Националниот комитет, односно јавните институции. Успевате ли во тоа? Па би сакал да кажам дека да, досега имаме добри резултати од тој проект, имајќи предвид дека воспоставувавме многу позитивен контакт со сите семејства и сега планираме да имаме работилница на диалог меѓу семејствата и јавните службеници кои што ќе бидат одговорни за ваков вид на програми за реинтеграција. Да не се гледаат како непријатели, туку да се гледаат како сојузници во градењето на идната доверба и така натаму. Токму така. И интегрирањето во институциите. Првиот чекор за реинтеграција секогаш да го сфатиме тоа дека треба да вградиме доверба, треба да вградиме, да ги гледаме како потенцијални, да вградиме некој потенцијално друштво со нив, за да можеме да успеваме на некоја вид на реинтеграција. Така како што има репресивни мерки од страна на јавни институции, државата се разбира секогаш треба да знае да ја дава и таа милосна рака, да кажам, на некој начин. Марковски, да има и таков начин. Можно ли е тоа? Можно ли е враќање на овие луѓе во институциите на системот? Ајде да направиме една кратка ретроспектива ова појава на учество на македонски граѓани во воените дејства во исламска држава е со зголемен интензитет меѓу 2011 и 2014 година. Максимумот го достигна 2014 и после 2014 започна се помал број македонски граѓани да идат на овие воишта и да учествуваат во воените дејства. Некои тоа го поставуваат во корелација со донесувањето на дополната на кривичниот законник, бидејќи до 2014 ние воопшто не го третиравме проблемот на учество на македонски граѓани во туѓи војски, паравојски или параполиции. Кога беше дополнет кривичниот законник со членот 322а, каде што го третира овој проблем, се чини дека тој делуваше во позитивна насока во смисла на тоа дека имаме помал број кои се пријавуваат и учествуваат во вакви активности. И тогаш државата со своите институции не снајде сила или не направи некоја подобра анализа дека не е доволно само репресијата да биде решение за овој горечки проблем кој сепак се појави во Република Македонија, па дури во 2015 година беше надградена стратегијата за борба против тероризмот со елементи за борба или спречување насилен екстремизам. Истата година нешто слично направија и Србија и Босна и Херцеговина, додека па Косово, Албанија и Црна Гора донесоа нова стратегија за борба или за спречување на нелегалниот екстремизам. Ние дури минатата година, во најавата на министерот Спасовски, дојдовме во позиција да разговараме дека сепак проблемот е многу сензитивен, многу сериозен и дека не е доволна само стратегијата
za borba protiv terrorizmot so primesi ili elementi za borba protiv nasilen ekstremizam, da go razrešува тој проблем, па одлучивме, односно Министерство за внатрешни работи, на иницијатива на Министерство за внатрешни работи се донесе стратегијата за спречување насилен екстремизам. Во рамките на оваа стратегија се предвидени една редица на и превентивни, и актуелни, и репресивни мерки, но исто така оној момент кога исламската заедница во Република Македонија укажуваше на потребата дека со овој проблем треба пошироко да се позанимаваат и органите на државата, а не само таа како институција, и дека таа не е моќна освен да помага на родителите, роднините, чии припадници биле, чии членови на семејство биле припадници на исламска држава и го загубиле животот таму, и особено во борбата против стимулирањето за идење на овие војни боишта, па и проблемот што го имаше во Скопје со Тутунсус џамијата, каде што Реджеп Мемеши или Мемиши се одметна и беше главен организатор за тоа, државата тогаш не снајде сили да помогне на исламската заедница и исламската верска заедница, и дојдовме во ситуација едноставно само тие да се занимаваат со овој проблем. Проблемов е многу слоен. Значи, репресијата ќе си го одработи своето. Ние, за жал, и тука се среќаваме со една новина во затворските оделенија. Таму во моментов 23 се осудени и ја одлежуваат својата казна. Управата на затворот, вработените во затворот не се подготвени да делуваат во смисла на ресоциализација на овој тип затвореници, бидејќи е ова нешто ново и не се едноставно во можност таа ресоциализација да ја вршат врз овие лица. Јас би рекол малку на подсмев, иако е многу сериозен проблемот, повеќе делување има од страна на притворени, на овие осудени врз другите притворени, отколку на структурите на затворите врз нивната ресоциализација. Нам ни се потребни мерки и од социјален аспект. Потребни ни се мерки и од економски аспект. Тоа сакам да прашам. Овие луѓе, сигурно дел од нив, кога оделе во војните, биле и добро платени за тоа. Сакам да кажам, станува збор за еден сет на ситуации и мерки со кои што они биле придобиени за да стигнат до таму да се борат во име и за исламската држава на боиштата на истокот. Гогов, каков противодговор на ова треба да се даде? Каков одговор даде државата на припадниците на безбедностните служби од 2001 година? Факултетот за безбедност, ја не учествував во тоа истражување, направи истражување 10 години после 2001 година со 900 припадници на безбедностните служби кои се уште се активни во безбедностните служби. Имаше, значи, интервјуа, анкетирање и така натаму. Резултатот од истражувањата е дека тие 900 припадници кои беа дел од истражувачката популација се незадоволни од Министерството, од државата. Значи, никаква психолошко-социјална поддршка, нив, на нивните семејства, значи, никаква медицинска поддршка, никакви други услови за справување со посттравматскиот стрес, никаква работа, пристап до психолог, до психијатар на работното место. Тоа во светот на работното место се овозможува. Има психолози што работат секојдневно со тие луѓе. Никаква поддршка нема 10 години после случувањето од 2001 година. Ако државата за своите припадници, тие што и работат, што повторно се со оружје, што се секојдневно повторно на стрес, на ризик, користат огнено оружје, така натаму, не покажа никаков
интерес, да ги подржи. Ова што го кажува господинот од невладината е за почити, за пофалба и за подршка. Меѓутоа, ако државата спрема припадниците на незините безбедностни служби не покаже никаков интерес, ни па подршка, ја не очекувам дека ќе покаже ни спрема овие 120-130 луѓе. Но разликата е што тука тие 120-130 луѓе, можда и повеќе, представуваат своевидна закана доколку не се интегрираат. Па добро, тие може да пак формираат своји кели и репресивно понатаму и да ќе ги продолжат да осудиме 5 действуваат години во во и за затвор. име на некаков И ти имаме радикализам. успешни после сообщение дека повторно сме направиле такви акции, уште 20, но вие сме осудили на 5 години затвор. Видите, тоа се многу сложени процеси за ресоциализација, реадаптација и прифаќање. Фино рече господинот, тие треба да влезат во некое социјално милје, семејството да ги прифати, пријателите, другарите, да им се најде работа на тие луѓе. Да можат екзистенција, ако они таму мотивот сигурно не биле 1500 евра месечно. Меѓутоа ги добивале. Може имале идеолошки мотиви. Или лични видувања и така на. Меѓутоа сега ги немаат тие ни 200 евра немаат. Социјалната помош оваа држава колку е? Да не можеш да леб да купиш за секој ден. По едно кило или како се викаше тоа. Така да тоа е многу сериозно. Во буџетот видовте вие средства за такво нешто? Не. Во труд и социјала дека кај би спаднало тоа? Кај има во буџетот такви средства? Тоа се А добро, средства веројатно големи. не се издвоени, можеби, а како социјална категорија, можеби влегуваат во некој Приоритетно од да тие се работат, да се дошколуваат. Каде е тоа? Тоа е сетна, така ли е, господин? Да, токму Тоа така. се сетна прашања кои треба да се овозможат на тие луѓе да им се понудат. Не да ги заборават или да идеолошки да ги сменат своите видувања. Меѓутоа да видат дека има некој вредностен систем во државата што го прифаќа како човек. Тоа што го направил го одлежал и сега може повторно да се вклучи во општество со подршка. И така имаме превенција некоја од нивни идни незадоволства, затоа што репресивната мерка ја не знам дека некого го одвратила. Ако наумил. Ако некој поготово па има лични убедувања, идеолошки, политички, религиозни, какви да се со целосно почитување на тие, казната за претена не го одвраќа. Него може би ред ситуации тоа дека навистина за жал голем број од нашите државјани загинаа на тие боишта за сметка на Исламската република, може би тоа повеќе психолошки дел е дека таму навистина е војна, навистина се гине. А не само да речеме да се остваруваат некои идеолошки цели и така натаму. Државата во овој случај ја не гледам дека покажува капацитети. Споредено затоа што видите институциите се истите 12-13 година кога го правевме ние од факултетот истражувањето со денешниве. Тие се истите институции. Тоа ако се сменува министерот не значи дека институцијата сега министрот ќе сработи се. Министрот е политичка фигура. Да надополните нешто во однос на ова што кажа Голов? Да, се согласувам со неколку сегменти што ги спомна и професорот. Тука е многу важно, најпрвин, да се истакне тоа дека темата на ресоциализација и реинтеграција е уствари вградење на нови кодови во институциите. Значи, зборуваме за еден процес каде што институциите неколку работи нема да ги гледа само со тој многу познатиот безбедносен пристап, каде што секогаш луѓето, секогаш поединци ќе бидат сватени само како безбедносна закана. Тоа што сакам да го истакнам е дека треба да се земат некои добри практики, особено од европските земји, каде што веќе се спроведуваат неколку корисни практики или пак програми за реинтеграција на поединиците што веќе се вратени во нивните земји. Тоа многу зависи токму од таа политичка волја колку ние сакаме навистина, искрено, да го вратиме достоинството на поединци што учествувале во такви војски, да им го вратиме нивното достоинство во било тоа и во општеството, да осигуруваме многу основни услови за реинтеграција кои што
Впрочем, не зборуваме тука или нема да коштат милиони евра за било која влада за да се работи на таа тема. Зборуваме за многу основни услови кои што со многу мали чекори може да се постигнат многу работи со што ќе имаат импакт и влијание на целата ситуација. Со ова би сакал да го надоврзам и некои практики, еве конкретно и од Холандија, каде што лицата кои што веќе ја завршуваат својата затворска казна и се ослободуваат, институциите таму гледат да имаат пристап на осигурување на 5 основни услови. Тоа се домување. Најпрвин институциите се залагаат на тоа да се осигурува живот на место за живот и за живење или пак приватност за лицето кој што веќе е ослободено. Сето она што може да овозможи еден нормален живот понатаму. Тука правиме мала пауза за реклами па се враќаме во студиото. Да, повторно во студиото на 24 отворено. Тука се минутите за публиката. Јас најавив дека дел од студентите тука ќе сакаат да постават некое прашање и сега верувам дека може да се развие дел од дебатата во однос на сите овие предизвици со кои Македонија се соочува како една земја членка на НАТО. Професоре, ја да ги прозвам студентите или вие? Јас сум ги прозвал, поминаа ке мене. Да, ај повелете, земете го микрофонот. Да. Повелете. Добро вечер, јас сум Марија Ралповска, студентка на Факултетот за безбедност во Скопје. Моето прашање до вас е колку вие мислите дека Република Македонија е подготвена да се спротистави, да се справи со тероризмот како проблем на репресивен и на превентивен план? Добро, веројатно не. Ја би дал предност на... Добро, да прифатам. Проблемот со тероризмот е многу сложен проблем и како таков ниедна земја самостојно, сама за себе, не може да го разреши. Тој проблем мора да се разрешава во рамките на коалицијата, антитерористичката коалиција, во која членува и Република Македонија, во превентивна смисла со размена на информации во смисла на тоа кога се подготвува, како се подготвува, кои се опасностите кои можат да бидат предизвикани од било каква организација на терористички дејства. И ние сега во контекст на нашиот пристап до НАТО, односно за членувањето на Република Македонија во НАТО, ќе имаме уште една добра корист, бидејќи влегуваме во системот на доверливи информации, на сподела на доверливи информации на кое немавме до сега право. Значи, ние и да сакавме во некоја ситуација да го разрешаваме проблемот или да дадеме свој придонес во разрешување на проблемот, ако побаравме дел од информациите, било од Европска Унија или од НАТО со кои тие располагаат, тие ќе ни речеа од принципиелни причини, бидејќи се работи за доверливи материјали, ние не можеме да ги споделиме со вас. Сега ја имаме таа предност што можеме да учествуваме во создавањето на тие информации и истовремено во споделувањето. А тоа е веќе, би рекол, 1/3 од решавањето на проблемот на регионално и глобално ниво во борбата против тероризмот. Република Македонија покажа, без оглед на сите недостатоци и слабости кои ги имавме, дека има стручно оспособен кадар кој може да се фати во костец со разрешување на овој проблем, секако во соработка и на регионално и на глобално ниво. Проблемот повеќе, овде и колегите на почетокот го истакнува,
е од политичка природа, тамо каде што заостануваме во манифестирање на можностите за реализација на овој проблем, бидејќи тие стручни кадри кои навистина професионално можат да си ја одработат оваа работа, или беа политички неподобни па ставени на страна, а на нивно место донесени политички кадри кои беа некадарни да го разрешуваат овој проблем, и тука се усложува целата таа ситуација. И да заклучам, мислам дека Република Македонија и досега даваше придонес во разрешувањето на овие проблеми, а сега со можноста да биде вклучена во системот, глобалниот систем на НАТО, а подоцна и на Европската Унија, ќе дадеме уште поголем придонес во и превентивна смисла, но и во смисла на разрешување на проблемот со тероризмот. Инаку тероризмот ни една земја не може сама да го разреши на своето тло. Благодарам. Ќе се вклучите, Богоевски, да? Одлично прашање беше, затоа што системска. Јас сакам уште еднаш да повторам да не се создава чувство во јавноста дека ова тема е толку актуелна, дека нешто е загрозено, ви тврдам дека ништо од тоа не е. Али е одлично што се отвори како тема и јас сум приврзеник за оној вистински класичен пристап на службите за безбедност, тоа се вика превенција, не репресија. Тоа многу ретко се случува и во светот, гледате да се киниса во репресивни мерки, тоа е веќе крајната. Иначе, ако имате добар систем на превенција, и го поздравувам гостинот што го работи како невладина организација во Македонија, многу нешта невладините организации не ги работат, а не државните органи. Ево зошто ќе ви кажам. Овие искуства, сега за кои говориме и за членовете во НАТО, ние како служба, јас бев шеф на службата долги години таму и баш во тој период кога во Југославија беснееше војна. Богданчо е еден од актерите во тој период. Ние имавме буквално секој месец некоја акција со вакви групи. Дали во јавноста слушнавте нешто? Немаше ништо. Смислата на тој систем е да не се вознемирува јавноста, а проблемот да се реше. Ние сме, сега ќе ви кажам колку поразително се одразуваат во што и господинот Марковски го истакна за кадрите кои се уништени. Ево, јас лично имам подпишувано протоколи со водечките служби НАТО уште од 91 натаму. И соработувавме со нив многу добро. На дневна основа, на неделна, на месечна основа. И можам да ви кажам, не ово како фалба за таа генерација, од 91 до 95 ние бевме рангирана една од трите најоспособени служби во Југоисточна Европа, во НАТО. А после се случи дисконтинуитет. То не затоа што јас бев убав или паметен, него имаше систем. А тој се викаше, она што ни беше мотото, што ти спомнах, 89-та година, департизација и деполитизација на институциите. Ние во законот ставивме, благодарејќи на поддршката на тогашниот председател Глигоров, една од најтешките повреди што може да направите во службата е да се зашлените во политичка партија. Јас имам суспендирано од работа луѓе за активност во врска со политички партии. Сега чистачка не може да се вработи во институциите ако не е член на некоја партија, дали владеачка, дали коалицијна, не е битно од која е. И само се наслојува. И добивате нефункционален безбедносен систем. Тие служби, зборам сега за МВР и се оно пратечко што беше заедно, се бројат двојно повеќе вработени него во времето кога ние функциониравме во услови на војна, кога беснеше и опасно со дотварање на така наречениот Јужен фронт, Косово и Македонија. Јавноста беше вознемирувана со некакви опасности, тогаш не. Се си функционираше безпрекорно. Јена мирно е напушта нашата територија. И испративме една без еден куршум, што се вика. Што сакам да кажам со ово? Ако ние итно не се зафатиме со овие системски прашања, со пренатрупаната администрација, да бе подсетам само, затоа што и тоа е безбедносен проблем. Првиот стенд-бај аранжман со ММФ што заклучивме, една
од одредбите таму и услов беше јавната државната администрација не смее да надмине 38.000. И тоа стварно е говорен лимит. Тоа се случуваше во услови кога сите фабрики работеа во Македонија, ако се сеќавате. Охиз, Железара, Металски. И тоа беше застрашувачки податок, како е пречекориме таа бројка, ние ќе банкротираме како држава. И ќе се вратам на актуелнава тема, ова е само вовед. Сега, колку имаме вработени во јавната администрација, Министерството за информатичко општество уште не може да ги преброи. Оперира со различните бројки, а од она што јас го знам, бројката наминува 160 и нешто илјади. 3-4 пати повеќе од тоа што го препорачувала тогаш. Повеќе од 4 пати од максималниот број. И добивате нефункционални институции со вакви инциденти што ни се случува, за кои говореа и колегите, почнете од Сопот, Монструм, Диво насилие и се така натаму. Инаку, тероризмот или луѓето кои се регрутираат во терористичките групи, вклучително и за ИЗИЛ или ИЗИС, како ја викаме ние, јас имам прилика неколку од овие семејства да ги познавам, каде што деца нивни отишле таму. Знајќи ги семејствата, знам дека се извонредни семејства. Еден од родителите ми ја кажа, не можем да му најдам работа на детето. И ми го заведоа детето. Тоа е проблемот. Затоа сум за таков пристап, не репресивен, него тие, ние ако не поведиме сметка, кој ни ги регрутира. Ние имавме сигнали дека тоа се прави и во џамиите и во, и тоа никој не реагираше. Нити па на фамилиите да им помогне од каде беа регрутирани овие млади луѓе. Благодарам. Имаме уште прашање. Само ако да, само значи, во безбедносните служби во Македонија се инвестирани големи пари од државата дел, меѓутоа од пријателски земји, тука предначал Соединените американски држави и Обединетото кралство. Значи, по сите линии безбедносни, за криминалистичка полиција, за УБК, за Агенцијата за разузнавање, они имаат точна бројка колку припадници на овие служби обучиле на едно солидно ниво. И кога ќе ги побараат во службите, тие се по раткапни, така ние полициски жаргон го викавме. Од инспектор тоа што го обучувале и што вложиле пари и пријателските земји, некоја ситуација дошла, се сменила владата, министерот, тој стана инспектор по моторни возила. Зашто не му треба целата обука што ја поминувал со година, две, и каде што овие држави инвестирале во неговата обука, која коштала некојаш и 100.000 евра, 200.000 евра, зависно од обуката еве и во специјалните единици. Значи има, само сакам да кажам дека има квалитет. Меѓутоа треба да се најде простор за или да се врати тој квалитет во службите. Добро, благодарам. Повелете. Здраво, јас сум Мицковска Ангела, студент на факултетот за безбедност. Моето прашање се однесува на тоа дека неколку пати споменавте дека со влегувањето во НАТО Македонија има пријателски настроени држави, односно 3 соседи, и со кои што заедно ќе ги решава сериозните проблеми како што е тероризмот, доколку постои. Дали постоењето на држави во регионот кои што не се членки на НАТО би влијаело врз решавањето на ваквите сериозни проблеми, и ако би влијаело, на кој начин би било тоа? Добро, интересно регионално прашање со оглед на тоа дека дел од нашите северни соседи не се и нема во блиска иднина да бидат дел од НАТО. Богоевски? Од мене ќе почнете? Па, кој сакате да ви одговарам? Било кој. Било кој, ајде, да. Регионалните закани, како изминува времето, стануваат се помали и помали за нас, за разлика од минатото која објаснеа војните на Балканот. Ако ја гледате картата, и Грција, и Бугарија, и Албанија, Црна Гора, Хрватска се земји членки НАТО, во НАТО. Србија нити ни била, нити ќе ни биде таква закана, без разлика на нивните политики дека не сакаат да бидат членки на НАТО, и има долга предисторија зошто е состојбата во Србија таква каква што е и нивните релации познати со така нареченото руско влијание. Не гледам во блиска иднина дека за Македонија постои реална опасност од некакви терористички закани или други закани по безбедност од соседните земји, осем
ово наследство кое се уште не е до крај расчистено, состојбите, што се наоѓаат нерешените проблеми меѓу Дали Косово и Србија. дали регионално тоа што на пример се случува се уште во Босна и Херцеговина, бројни нерешени статусни прашања, таму може да предизвикаат одредена нестабилност. Само тоа може да предизвика поединачни инциденти. Иначе како државни политики тоа не. Добро, благодарам. Има уште некое прашање? Не, добро, тука сакам да ги повикам поентите на вечерашната емисија. Тоа е нашиот клучен проблем во општеството. Нефункционалност на институциите, непрофесионалност и вакви инциденти, ви тврдам од искуството со кое сум се стекнал во моето работење, никој пат не се случуваат без прега со одделни припадници на службите во дотичната земја. Ние со Преспанскиот договор, според моје разбирање на историските консеквенции, затворивме прашања или при крај сме да затвориме прашање од Втората Балканска војна. Овие две акции, по моје длабоко уверување, се резултат или плод на оперативната работа на Министерството за внатрешни работи, кои веројатно би се случиле и да го немаше тоа соопштение. Ваквите видови на појави или ваквите видови на акции или ваквите видови на безбедносни некој вид закани не треба никогаш да бидат до вака злоупотребени од политичките актори, како што кажав, без оглед на тоа кој е на власт уствари. Значи не треба да се придобива од тоа да се дефокусира јавноста. Почитувани дискутанти, на нашите гледачи, на гледаните, можеме да им посакаме мирни и спокојни ноќи, да заклучиме вака во блиц одговори? Да. Добро, ние сега не сме активни во службите за да можеме тоа во смисла да го гарантираме, нели, не работиме во безбедностите служби, но јас сметам дека Македонија ја подобрува својата безбедносна состојба, компонента или како сакаме да кажеме, и дека безбедноста со ова зачленувањето во НАТО ќе се зголемува и пристапните преговори кои ќе почнат со Европа. Меѓутоа, останува е податокот дека сега тероризмот е непредвидлив и тоа е факт. Меѓутоа, ја пат со поентата на Богоевски ќе се вратам, доколку има некои идеи и председателски кандидат кои смета дека НАТО не сме требало да се зачленуваме. Ете некаков проблем, дека него Северна Македонија не постои. Значи, да, потенцијалните проблеми се од политичка природа, да. Политичка природа, меѓутоа тоа се внатрешни сега проблеми кои може да се уклопат на некои сили кои сакаат, нели, Македонија повторно на некои дилеми кај граѓаните, да се навраќаме од овие болни моменти за сите. Сакам да кажам, Марковски, може ли бидат невралгична точка председателските избори што предстојат некако? Не. Тие немаат нити мотив, нити сила да предизвикаат такви турбуленции и такви последици. Македонија ова што го направи во минатиот период, во блискиот минат период, ниту е повторливо, ниту може да се врати назад. Значи Македонија ќе тргне односно таа е веќе тргната, но ќе постигне таа своја цел која ја поставуваше 20 и кусур години. И сакам во насока на ова заклучно моје излагање да кажам на колешката студентка дека Македонија се заокружува со пријателски земји. Тоа е повеќе политички израз, пријателски земји. Во меѓународните односи исклучително е интересот, меѓутоа овде, ако не сакаме со политички израз да го искажеме тоа, интересот е заеднички и на Грција, и на Македонија, и на Албанија, и на целото Бугарија, Романија и така натаму, целото обкружување, да создадеме прво да се ослободиме од примесата Балканот е буре, а при тоа да создадеме односи кои ќе ги задоволуваат интересите, заедничките интереси на сите земји на Балканот. Ова што Србија прогласи неутрален статус кон зачленување во
НАТО структурите, не треба ништо да не загрижува, бидејќи и за србите, како и за македонците, заеднички е интерес борбата против тероризмот. Па да, јас за крај би наведел дека уште еднаш би го наведел истото, дека треба да работиме на многу поконкретните теми кои што не засегаат како општество, а не вака да се занимаваме со на некој вид, да кажам условно кажано, со артифицијални агенди. Пошто веќе имаме преокупувана, да не се преклопуваат вакви артифицијални агенди или да не се актуализираат ваквите декларации, се додека имаме многу куп работи кои што треба да зборуваме, како што кажавме, да, како што спомнав и порано, непотизмот, постоечкиот непотизам, пошто добро, економијата и куп други прашања што ги засегаат сите во општеството, да. Но многу е важно да се спомне дека имајќи предвид дека ваквите практики се уште постојат и без разлика на која влада доаѓа во Македонија, тоа докажува дека имаме социолошки проблем со непотизам и со корупција. И добро, мислам дека ова е главната агенда која што треба да се насочиме уште подобро, а тоа со вградење или со поправење на овие во овие полиња, сметам дека и безбедносна природно ќе ни доаѓа и нема да се занимаваме со вакви закани. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва гости на 24 отворено. Им благодарам на студентите и они од Факултетот за безбедност и другиот дел од публиката. Останете со телевизија 24, следува на терапија.